Да, The Economist објави своја статија, информација во која што објавува која земја колку е задолжена и како што и ние претходно кажувавме, но и сите други меѓународни институции, ММФ, Светска банка, ЕБРД и други, Македонија е една од најмалку задолжените држави во Европа. Како што можете да видите од споредбата што ја прави The Economist, Македонија има државен долг од околу 26%, што е еден од најниските во Европа. Јас во многу прилики кажав дека сме со трети или четврт најнизок долг во Европа. И тоа го кажуваат сите, не само The Economist, тоа го кажува и ММФ, и Светска банка, и ЕБРД, и други меѓународни финансиски институции, освен СДСМ. Само според нив сме една од најзадолжените земји. Според сите други меѓународни финансиски институции во светот, земјата е една од најмалку задолжените, со 26% од БДП, а кога дојдовме на власт имавме 39% од бруто домашен производ. Значи имаме сериозно намалување на државниот долг во негова релативна смисла, како што секој економист го мери тоа. Премиере, ваш коментар за најавата на Црвенковски дека СДСМ ќе станала блиска со народот. Тоа е многу интересна изјава и во основа Бранко Црвенковски е на работ на својата бездна во политичката кариера и не треба веќе ништо да не изненади или да не запрепасти од тоа што ќе го каже. Тој практично сега е подготвен да вети се и да каже се само за да не го доживее на овие години својот крај, својот политички крај. Се сеќаваме дека тој ветуваше многу работи, ветуваше дека ќе се справи со октоподот во неговата партија, дека ќе има по едно вработување од секое семејство. Не знам колку варијанти на името ни предложи и ги смени своите ставови во врска со тоа. Сега гледам дека ветува дека СДСМ веќе немало да биде елитистичка партија и ќе бива блиска со народот. Замислете, после 21 година постоење и работење на СДСМ, незиниот 20 годишен председател се сети дека партијата треба да биде блиска до народот, како што треба да биде секоја партија, како што е ВМРО, ДПМН и како што се многу партии во светот. Мене ми е жал што на човекот после 21 година му текна дека политичка партија во основа мора да биде блиска со народот и не смее да биде елитистичка. Меѓутоа, имајќи во предвид, како што кажа претходно, колку даде ветувања важни од типот на едно вработување по семејство, од типот на справување со октопод, од типот на решавање на името на ваков или поинаков начин, што постојано го менуваше. Имајќи во предвид тие факти, народот нека пресуди дали овој пат треба да му верува дека после 21 година и во својата 50 и некоја година од животот тој ќе се промени и ќе почне да делува онака како што треба да делува секоја нормална политичка партија. Премиере, ваш став за изјавата на амбасадорот Орав за исполнување на целите од пристапниот диалог со ЕУ? Можам да кажам дека интервјуто на изјавата на амбасадорот Орав е во склад со она што се случува и во склад со реалноста и во склад со она што и ние го кажуваме и го чувствуваме. Ние многу искрено работиме на овој процес. Европската унија прави напори да помогне и тоа го поздравувам. Посебно во последните неколку месеци. Тие напори ние ги гледаме и даваме уште толку енергија од наша страна за да покажеме резултат и да покажеме и да допринесеме дека Македонија да оди напред. Така што посветени сме на процесот, даваме се што е во наша мок. Добро е што Европската унија позитивно гледа на тоа. Таа сега многу одблиску ги следи работите. Никогаш поодблиску не ги следила работите како што е сега, затоа што имаме многу чести следби во рамките на високиот пристапен диалог и тоа директно од комесарот Фуле и од неговите најблиски соработници. Во детали ги гледаат нашите чекови, во детали ги анализираат, во детали ги слушаат и нашите објаснувања на нашите политики. И мило ми е што даваа таква изјава во која што се валоризира она што го работиме. Ние не велиме дека се што правиме идеално и дека немаме понекои грешки, меѓутоа во основа, во глобална слика, она што го работиме е наистина и искрено и максимално силно од наша страна и среќен сум што Европската унија засега го препознала тоа.